Aquí usa uno de sus seguidores. За Мари Монтес, фотографијата од нејзиниот син, објавена покрај непријатна порака, ги премина сите граници. Тоа е акт на онлайн напаѓач. Un acoso que consiste en Тоа е кампања за вознемирување со цел да ме дискредитира. Се разбира, тоа влијае врз мене, влијае врз мојот углед, семејството. Новинарката од Мајами вели дека се соочувала со навредливи закани и пораки од виртуелен демнач на интернет и неговите следбеници преку социјалните мрежи од 2018. Тие на почетокот се обиделе да ја дискредитираат нејзината работа како спортски новинар, но Монтес вели дека онлайн нападите станале почести, поинтензивни и на крајот вклучили и физички закани. la primera coach Новинарката вели дека следбениците на демначот, кој е во Венецуела, ги фотографирале Монтес и незиното семејство во Мајами. Потоа ги споделиле по социјалните мрежи. que las mujeres no pueden hablar de pelota. Негативните коментари беа дека жените не можат да зборуваат за бейсбол, дека јас не знам ништо за овој спорт. Нема што да докажувам за моето познавање на бейсболот, но личните напади врз мојот углед, бракот, моите деца, тоа е друга работа. Монтес ги информирала американските власти за случајот, но бидејќи нејзиниот виртуелен напасник е надвор од земјата, тие можат малку да направат нешто. Нејзиниот случај не е изолиран. Заедничка студија на Меѓународниот центар за новинари и УНЕСКО покажа дека 73% од анкетираните новинарки доживеале насилство на интернет. Набила Шабир е една од истражувачите на студијата. Voices are being chilled. Има замолчување на клучните жени новинарки кои се обидуваат едноставно да ја завршат својата работа. Злоупотребата и заканите преку интернет може да имат психолошки ефект и да доведат до самоцензура за критични прашања, велат експертите. Colegas han dejado de Колешките престанаа да објавуваат на социјалните мрежи, а некои дури и го напуштија новинарството поради овие напади. На крајот на краиштата тоа е нивната цел – да ве заплашат и замолчат. А сторителите на онлайн вознемирување доаѓаат од многу извори. You have governments, you have, sort of authoritarian leaders. Од владите, од некакви авторитарни лидери. Потоа имате голем број лажни профили, тролови кои имаат цел да ги исмеваат луѓето. Експертите велат дека онлайн таргетирањето на новинарите е често, но репортерките се издвојуваат како мета на повеќето родови напади. They're being critiqued for appearance. Ги критикуваат поради изгледот или поради недостаток на интелигенција или ги доживуваат како нешто што е конкретно поврзано со фактот дека тие се само жени, што ги прави помалку веродостојни во очите на напаѓачот. Студијата на Центарот за новинарите покажа дека една од 5 новинарки пријавиле дека биле жртви на напади онлайн. Експертите велат дека се потребни итни мерки за заштита на новинарите и покренување одговорност за одговорните. Дотогаш, групите како Коалицијата против онлайн насилство нудат онлайн мерки, алатки, но и поддршка.